Има многу прашања да Поштувани представници на медиумите, добре дојавте. Простете за доснењето. Денешната пресконференција ќе биде презентација на плановите за изградба на патната инфраструктура за 2019 година и сработеното во 2018 година. На почетокот ќе ви се обрати председателот на владата Зоран Заев. Добар ден и од мене, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, почитувани министри во владата, почитувани директоре. На денешната пресконференција го најавуваме најголемиот инвестицијски циклус во изградба на патната инфраструктура во 2019 година, но и да го презентираме сработеното од претходниот период. Со почетокот на градежната сезона започнуваме со забрзана изградба и рехабилитација на најголем дел од патната мрежа во Република Македонија во вкупна вредност од 1 милиарда и 270 милиони евра. Станува збор за големи инвестиции во изградба на нови патишта, како и реконструкција на постоечката во вкупна должина од преку 770 километри. Оваа година започнуваме со реализација на нови проекти за изградба, рехабилитација и реконструкција на 43 патни правци, а засилено ќе продолжиме со изградба и реконструкција на веќе започнатите 27 патни правци. Продолжуваме да градиме Република Македонија и да ги поврзуваме граѓаните со квалитетни, сигурни и безбедни патишта. Изградбата на инфраструктурата е важна за обезбедување на економски раст и развој на државата и затоа како врвен приоритет ја најавуваме оваа година. Во 2019 година во сите региони ќе се гради со полн капацитет. Инфраструктурата представува крвотокот на економската активност и движење. Добрата и безбедна патна инфраструктура е еден од главните предуслови за привлекување на нови инвестиции и за локален економски развој. Планирано е да се градат и реконструираат патишта и во источниот и во западниот дел, и во северниот и во јужниот дел од државата. Ке набројам само неколку важни стратешки патни релации на чија изградба засилено ќе работиме. Автопатот Кичево-Охрид, како што знаете, во должина од околу 60 км, продолжува да се гради. Надминати се проблемите, се потпиша нов анекс за договорот, со кој се заштедија 90 милиони евра и градежните работи продолжуваат до конечна реализација. Го поврзуваме Охрид како наша стратешка туристичка дестинација со Кичево и остатокот од Македонија. Ова е важно, бидејќи ќе се обезбедат услови за унапредување на туризмот, за зголемување на трговската размена во овој регион, која што ќе придонесе и за рамномерен економски развој. Минатата година достигнавме бројката од 1 милион туристи. Овој автопат и останатите, кои ги поврзуваат нашите туристички центри, се нашата инвестиција за уште поголем број туристи и економски раст на државата. Брзото и релаксирано движење на модерните туристички номади ќе донесе широк спектар на придобивки за 225.000 жители и 13 општини на југозападниот плански регион. Подеднакво ќе се развива патната инфраструктура и во источниот дел на Република Македонија. Завршена или на самиот крај е изградбата на автопатот Миладиновци-Штип во должина од 47 км, кој набрзо ќе биде пуштен во употреба. Граѓаните и компаниите од Штип се поврзуваат со нашиот главен град Скопје и за помалку од 40 минути ќе патуваат на оваа релација. Покрај тоа, што ја поврзуваме Република Македонија внатрешно, ја поврзуваме и со соседните земји, а преку тоа и со Европа и со светот. Скорешното членство во НАТО и сосема изгледното членство во Европската Унија значи зголемување на геостратегиската позиција на Република Македонија и поголема безбедносна и стабилноста на земјата, со што се создава подобра основа за економски раст и развој на државата. Тоа значи поголем кредитен рейтинг на земјата, а модерна патна инфраструктура, услов за зголемување на домашните и странските инвестиции. Со тоа економијата ќе биде подготвена за конкуренцијата во големиот европски пазар, кој представува најголем трговски партнер на Република Македонија. Модерните и функционални патни коридори до тие пазари и до нашите трговски партнери е од огромно значење за државата.
Убедени сме во тоа, затоа што искуствата на земјите кои станале членки на НАТО и Европската Унија се охрабрувачки и оттаму со право инвестираме во патна инфраструктура за остварување на економските перспективи на Република Македонија. Во 2019 година започнуваме со изградба и на нов автопат Скопје-Блаце, со кој Република Македонија добива конекција со нашиот сосед Косово. Патувањето од Скопје до Приштина ќе се скрати од 1,5 до 2 сата, колку што е сега, на 45 минути. Трговската размена со Косово достигна вредност од половина милиарда евра, а новото автопатско решение ќе биде од огромен придонес за зголемување на економската соработка и за намалување на транспортните трошоци и времето на транспорт за компаниите. Продолжува изградбата на експресниот пат Ранковце, Длабочица, Крива Паланка, во вкупна должина од 23 километри, кој е многу важен за нашето инфраструктурно поврзување со Република Бугарија. Граѓаните добиваат безбеден и брз пат, со кој значително ќе се скрати времето на пристигнување до оваа соседна земја. Ова се само неколку од проектите на кои се работи. Подетално за плановите и степенот на реализација ќе оставам да информираат вице-премиерот, министерот Цугаревски и директорот на јавното претпријатие за државни патишта. За нас многу е важно да ги исполниме очекувањата на граѓаните, да можат безбедно да патуваат и да пристигнуваат на саканите дестинации, а секако и да го потикнеме економскиот развој со тоа што ќе му возможиме на компаниите квалитетна патна инфраструктура за брз и поевтин транспорт на нивните стоки, услуги и производи. Продолжуваме да ја градиме Република Македонија со цел да ја дадеме ново лице на државата, налик на нормалните развиени европски земји. Благодарам. Благодарам, премиере. Го најавувам обраќањето на заменик председателот на владата задлежен за економски прашања Кочан Ѓушев. Почитуван председател на владата на Република Македонија, господин Зоран Заев, почитуван министер Сугарески, почитуван директор Китанов, почитувани граѓани, почитувани медиуми. Оваа година најавивме економска 2019 година и како одговорна влада треба да дадеме отчет пред граѓаните какви се нашите планови и како таа година ќе ја реализираме. Оваа пресконференција денеска ќе покаже само една од активностите со кои што ќе ја реализираме економската 2019 година. Знаете дека минатата година сите сектори бележеа раст, освен градежништвото. Точно затоа оваа пресконференција, оваа година ја покажуваме и ја објаснуваме како економска, тргнувајќи од објаснување на градежните активности. Едни од најголемите градежни активности во државата се градежните активности во патната инфраструктура. На слайдот што го гледате, мислам дека најсликовито се покажува дека во овој момент во Република Македонија се градат патишта како никогаш досега во историјата на нашата држава. Во моментот се завршени во минатата година 192 километра во вредност од 30 милиона евра, апроксимативно, и тоа се зелените линии. Тоа е малце и точно заради тоа градежните активности минатата година беа мали. Меѓутоа, она што е важно, од почнатите проекти кои што се сега во реализација и во тек, тие се со вредност од 1,35 милиона евра и 363 километра должина, а она што ќе се започне оваа година е со должина од 421 километар или 236 милиона евра. Односно, се заедно вкупно се интервенира на 977 километра со 1,3 милиони евра. Сето ова гарантира дека ова се проекти кои што се веќе обезбедени технички, финансиски и се во редот на имплементација. Навидом изгледаше дека минатата година ја изгубивме во делот на градежништвото, но мислам дека ова покажува дека не ја изгубивме. Напротив, ја искористивме за да ги подготвиме проектите, за да бидат тие спремни за реализација и веќе оваа година во фаза се во моментот во реализација проекти над 1 милиарда евра и дополнително ќе се отпочнат нови околу, како што кажавме, 236 милиони евра. Зошто е сето ова многу важно? Многу е важно бидејќи тоа ќе го зголеми градежништвото, оној сегмент кој што ни недостасуваше во зголемувањето на бруто домашниот производ, и тоа ќе гарантира дека бруто домашниот производ кој што ќе расте и во другите три клучни сегменти, ќе расте и во делот на градежништвото.
Во бројки кажано, на Македонија е потребно да има меѓу 55 и 60 милиони евра градежни активности, вкупни градежни активности, не само од страна на државата, него заедно и со приватните инвестиции, за да градежништвото го вратиме. Овој план, кој што денеска ви го кажуваме, и јасно го потенцираме со проекти и вредности, јасно кажува дека тие бројки ќе бидат достигнати само во делот на градежништвото и тоа само во делот на патната инфраструктура. Дополнително ќе биде железничката инфраструктура, градбата, дополнително новите фабрики и инвестиции, дополнително сите останати приватни инвестиции кои што се во тек и во најава. Тоа мене лично ми дава надеж, и не само надеж, него и апсолутно право да верувам дека оваа година градежништвото ќе покаже добри резултати, а со самото тоа и економијата во Република Македонија. Многу е важно да напоменеме дека градежништвото влие и на другите сектори, дека со зголемување на градежните активности се зголемува и секторот трговија, како и сите други останати гранки. Најдобро на сите прашања кои што беа отворени во општеството во врска со градежништвото се одговара со аргументи и бројки. На крај, економијата се прави со планирање, со вредно работење и со аргументи и бројки. Точно такви аргументи и бројки, а еве и сликовит приказ, имаме денеска на оваа пресконференција. Ви благодарам за вниманието. Горан Сугарески. Добар ден на сите. Почитувам председател на владата на Република Македонија, почитувам вице-премиер, директор на Јавното предпријатие за државни патишта, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Министерството за транспорт и врски со својата улога е еден од клучните мотори за економскиот развој на земјата. Изминатата година ги започнавме најголемите инвестиции во патната инфраструктура, а оваа 2019 година продолжуваме со уште позасилено темпо и многу нови проекти. Како никогаш досега, ќе бидат вложени над 1 милиарда и 200 милиони евра за изградба и реконструкција на преку 700 километри патна мрежа. Се градат 2 автопати, 4 експресни патишта и се рехабилитираат преку 20 поголеми регионални патни правци. Во моментов Македонија е огромно градилиште. Нема место или општина каде што не се гради. Со сите овие проекти правиме историски најголема инвестиција во обновувањето и воспоставувањето на модерна инфраструктура во Република Македонија. Ќе ги спомнам следните. Се работи на изградба на автопатот Кичиево-Охрид. Го завршивме автопатот Миладиновци-Штип, во тек е подготовка на техничка документација за пуштање во употреба. Во тек е изградба на експресниот пат Ранковци-Крива Паланка, инвестиција со вредност од 58 милиони евра, директен бенефит за преку 350.000 граѓани во тој регион. Интензивно се гради експресниот пат Штип-Радовиш, вредност од преку 47 милиони евра, бенефит за преку 400.000 жители од истокот. Исто така, се работи на експресниот пат Штип-Кочани, инвестиција во вредност од 46 милиони евра. Работиме на изградба на експресниот пат од Градско Прилеп во вредност од преку 60 милиони евра. Многу важен патен правец за сите жители од Пелагонискиот регион. При крајот на годината, Јавното предпријатие за државни патишта започна со рехабилитација на 12 регионални патни правци, инвестиција од 14 милиони евра. Исто така, се работи на рехабилитација на државниот пат Берово-Клепал, на државниот пат Подмојле-Охрид, на рехабилитација на автопатот од Велес до Градско. Отпочна рехабилитација на транзитниот дел на Кавадарци и уште неколку други регионални патишта. Се финишира и со модернизација и реконструкција на патарините на коридорот 10. Го инсталиравме електронскиот систем за наплата на патарините во Романовце, во Петровец и патарините од Овица и Сопот кај Велес. Започнато и со изградба на новата патарина кај Градско. Очекуваме комплетно завршување на коридорот 10 и веднаш потоа да биде воведена електронската наплата. Континуирано се работи и на изградба и реконструкција на мостови, санација на шлечишта и осветлување на автопатиштата. Нашата цел е да нема одсечено населено место во земјава, да имаме бенефит и добра квалитетна инфраструктура, каде економскиот бенефит ќе го имаат сите граѓани на Република Македонија. Но она што сакам да го потенцираме тоа, а тоа е програмата за 2019 година, која што е уште пообемна.
Околу 40 на патни правци со вкупна вредност од преку 230 милиони евра и вкупна должина од 420 километри се подготвени да започнат со рехабилитација и реконструкција. Очекуваме со градежната сезона да ги ставиме во погон сите градежни компании и да се отпочне со рехабилитација на голем дел од нив. Јас ќе споменам само дел од нив, кои што се планирани да се работат оваа година. Изградба на автопатот Скопје-Блаце. Реконструкција на автопатот од Катланово до Петровец. Изградба на втората фаза од експресниот пат Штип-Радовиш, а во меѓувреме ќе се реконструира и регионалниот пат од Радовиш, од Штип до Радовиш. Изградба на втората фаза од експресниот пат Штип-Кочани, а ќе започнеме и со изградба и на последниот дел од експресниот пат Градско Прилеп. Реконструкција на регионалниот пат Ранковци-Крива Паланка, а исто така годинава ќе биде започнато со доизградба на третата лента на потегот од Крива Паланка до преминот Деве Бајер. Со ова дополнително ќе биде олеснет транспортот на коридорот 8. Рехабилитација на државниот пат од Куманово до Страцин, од Куманово до Свети Николе, од Куманово до Никуштак. Рехабилитација на регионалниот пат од Крупиште до Пробиштип. Ќе се реконструира обиколницата кај Кочани. Она што беше огромно барање на жителите од Реканскиот крај, ќе отпочне со реконструкција на патот од Маврови Јанови до Жировница. Понатаму реконструкција на државниот пат Лабуниште-Јабланица. Јегуновце Желино, од Колари до Кичево, Вевчани Октиси, од Подмојле до Радожда, Макази до Ресен, Фурка до Раброво, државен пат Струмица Берово, Делчево и уште многу други регионални патни правци. Исто сакам да најавам дека сме во завршни преговори со Светска банка за обезбедување на 70 милиони евра само за изградба и реконструкција на локални патишта, со кои што директно ќе им се помогне на општините да ја подобрат локалната патна мрежа, а истовремено ќе допринесеме за равномерен регионален развој. Почитувани, сите проекти до еден се направени домајќински и се пример за разумно и ефикасно инвестирање на парите на граѓаните. Нашето мото е од граѓаните за граѓаните. Времето на непродуктивни трошоци и буџетски расфрлања на мегаломански проекти заврши. Нашата цел е од секој вложен денар граѓаните да имаат директен бенефит. Според тоа, слободно можем да кажем дека сите потреби на граѓаните и компании се вградени во нашите проекти. Полноправното членство во НАТО алијансата, приближувањето до конечната цел во ЕУ, не обврзува да ги следиме и да ги исполниме највисоките стандарди во делот на патната инфраструктура. Тоа е основниот предуслов за долгорочен и стабилен економски развој на земјата. Изградба на модерни и квалитетни патишта е неопходна за олеснување на трговијата и транспортот и интегрирање на земјата во регионот. Македонија тргнува незапирливо напред. Влегуваме во циклус на непрекинат развој и создавање на нови трајни вредности во нашето општество. Благодарам. Благодарам, министер. Последното обраќање директорот на јавното предпријатие Државни патишта Зоран Китанов. Повелете, директора. Почитуван премиер на влада Зоран Заев, почитуван вице-премиер, почитуван министер, почитувани медиуми. Ако денес дозволат временските услови, ЈПДП има спроведено тендерска постапка и веднаш може да отпочне со рехабилитација на патни правци во последните квартали. По првиот квартал, значи веднаш, месецов кој ќе дозволи, 39 патни правци воведени во работа, завршени тендери. Вкупна должина 400 километри, планирана вредност од околу 45 милиони евра и завршување на работата во јули месец. Во вториот квартал ќе се започне со рехабилитација на 17 патни правци, вкупна должина од 150 километри, вредност 24 милиона евра, завршува градба до крај на година, дел почеток на следна година. Во третиот и четвртиот квартал ќе се започне со рехабилитација на 9 патни правци со вкупна должина од 125 километри, вредност од околу 35 милиони евра, завршување 2020 година. Во 2019 година се продолжува со изградбата на новите автопатишта, како и експресните патишта, со вкупна должина од 144 километри и крајната вредност од околу 770 милиони евра. Во првиот и вториот квартал во 2019 година се отпочнува со изградба на нови автопатишта, експресни и регионални, како што се Скопје-Блаце, автопат Штип-Радовиш, Градско Прилеп, Крупиште-Кочане, Крива Паланка, Деве Бајер и така натаму. Со вкупна должина од 62 километри, планирана вредност од 72 милиони евра. Да напоменам дека на експресните патишта се работи за вторите лотови кои што сега отпочнуваат.
После многу време во Македонија се поставуваат звучни бариери во должина од 4 километри со вредност од 2,5 милиони евра, со програми и средства од ЈПДП. Преку Македонија пат се рехабилитираат 41 патен правец со вкупна должина од 93 километри и во износ од 9 милиони евра. Мостови, изградба во 2019 година, после многу години, 4 моста ќе се градат сосема нови, а 12 моста ќе претрпат целосна реконструкција со вкупна вредност од 13,6 милиони евра. Рок на завршување 2019-2020. Санации и слечишта 2019 12 со вкупна вредност од 4,3 милиони евра. Во 2019 година ќе се проектираат 33 патни правци кои што ќе обезбедат комплетна документација за периодот што доаѓа, кога можеме да имаме на располагање проекти за да реализираме било какви донации од Европска унија или со наши средства. Исто така завршува изградбата на патарените на Коридор 10, а 2019 ќе заврши комплетно измената на Коридор 8 софтверот и изградбата на трите нови патарини на Миладиновци 2 и на Кичево Охрид 1. Продолжувањето на изградбата на постојните автопатишта и спретниците патишта се во вредност од 240 милиони евра. Планираните автопатишта, експресни, магистрални и регионални патишта за 2019 година се во износ од 218 милиони евра или се вкупно некаде околу 460 милиони евра. Покрај динамиката на активностите на сите овие проекти се очекува да бидат вклучени во нивна реализација на директен и индиректен начин околу 10.000 луѓе, со тоа што квалитетот на патиштата ќе биде на највисоко ниво и на тој начин ќе добиеме подобра и побезбедна патна мрежа. Паралелно течат припремите и имплементацијата на проектите како што се RAMS, Road Safety, Bridge Management и други понатаму. Благодарам. Директоре, одиме прашања и одговори. Темата, одиме во серија со по 3 прашања. Нина повели прво. Микрофонот ке Бојан. До премиерот Зоран Заев, меѓутоа јас ќе се извинам малку и на темава прашањето, иако е и политичко пред се. Значи би ве прашала дали сте како партија СДСМ поблиску до предвремени парламентарни избори одлуката, но прашањето ми е во контекст, значи како доколку се распишат предвремени парламентарни избори, овие силни инвестиции дали нема да бидат попречени на некој начин, бидејќи нели бизнисот се жали дека не може да функционира во време на избори. Благодарам. Прво, мене ми е драго што денеска правиме една ваква презентација која што веројатно личи и на избори. Обично политичарите ги најавуваат големите капитални инфраструктурни проекти, посебно патиштата, која барат и гласови од граѓаните. Ова никако не може да биде сопрено без разлика дали ќе се оди на парламентарни избори заедно со претседателски или само на претседателски избори, заради тоа што е тоа составен дел на програмите и буџетот на Република Македонија. Законот е јасен, не можете дополнителни активности да предвидувате и да реализирате за време на распишани избори или додека се одржува кампањата, но сето тоа што е предвидено во буџет, со донесени програми, непрестано се реализира и тоа е законот во Република Македонија и изборниот законник тоа целосно го регулира. Дебатата е отворена, ние имаме дебата, Централниот одбор веројатно ќе го одржиме во петок. Може да донесеме одлука, може само да биде дел од дебата, па за неколку дена и да донесеме одлуките, но сигурно ќе почнеме со постапките за номинирање на кандидати за претседател на државата и кандидати за градоначалници на Охрид, Ново село и Дебар. Тие се општини каде што ќе се одржат и локални избори, заедно со претседателските избори. Тоа сигурно ќе се случи во делот на одлуките, но и дебатата ќе биде отворена за донесување на одлука, дали заедно со претседателските ќе одиме и на предвремени парламентарни избори. Александра Спасовска, Алса телевизија. Што можевме од бројките да слушнеме милиони, милиарди, некои во тек, некои реализирани. Минатата недела и министерот Сугаревски најави стратегија транспортна тешка 4,2 милиарди во наредните 12 години. Симптоматично што јас се сеќавам дека пред 10 години претходната влада најавуваше исто така проекти инфраструктурни, тогаш беа чина 8 милиарди, а чекаме неколку месеци да биде пуштен во употреба автопатот Миладиновци Штип. Сакам да прашам колку од овие проекти се обезбедени средства до сега, како ќе се реализираат, од каде пари и исто така дали овие проекти пред стратегијата се оние од капиталните инвестиции кои што ги предвидуваме секоја година по 300-400 милиони евра.
Благодарам за прашањето. Прво, околу сите овие проекти кои што и председателот на владата, и вице-премиерот, и директорот, јас ги соопштивме, се обезбедени средства. Значи, прво не треба да ги мешаме работите, 300-400 милиони евра кои што се за капитални инвестиции во буџетот на Република Македонија, тие се башка од јавното претпријатие за државни патишта кои што ги има. По основ на средства од ЈПДП и по основ на кредити кои што се обезбедени. Во делот на она што како документ владата на Република Македонија го донесе на предлог на Министерството за транспорт и врски во делот тој стратешки документ. Значи за 4,2 милиарди евра, па тие најголем дел од тие проекти се во фаза. И дополнително оние се разбирани с годините кои што се вклучително и во делот на железницата, каде што очекуваме дополнително за третата делница да бидат обезбедени средства за финансирање од Крива Паланка до македонско-бугарската граница. За првата фаза се работи, втората фаза се обезбедени тие 145 милиони евра, од кои што 68 милиони евра се грант, третата фаза. Значи за сите проекти, за разлика од претходно кои што беа 8 милиарди најавени на оттака, ова се врз база на обезбедени средства од банките, обезбедени средства од буџетот, обезбедени средства од јавните претпријатија. Така да апсолутно ниедно нешто кое што беше овде кажано, прочитано, не е паушално, напротив, и директорот спомна, значи од утре временските услови ако дозволуваат 40 патни правци, одма можат да се градат. Така да ова е правено и врз база на анализа, во голема мера јас често пати на пресконференциите повикувам, значи ве повикувам сите, заедно, еве, организирано и од владата и со нас, да прошетаме низ Република Македонија. Тврдам дека во историјата на Република Македонија никогаш повеќе не се градело од сега. Не постои општина, каде што, дали станува збор за автопат, експресен пат или регионален пат не се гради. Значи, опфатени се сите општини, согласно и регионалниот рамномерен развој и согласно она што значи програма на јавното претпријатие за државни патишта, Македонија пат и се разбира владата на Република Македонија. Искра, 1 ТВ. Сега да се слушам. Вице-премиерот Ангјушев спомена железничката инфраструктура, ако може, ве молам по-детално за железничката инфраструктура и во таа смисла прашање до министерот и до вас, господине Китанов, околу безбедноста на железничките премини. Министре Сугаревски, луѓето што гравитираат кон Маџари, тие 12 местни заедници, прашањето е до, или до вас, вице-премиерот, до транспорт и врски, кој е најнадлежен во таа смисла? Добро. Во ред. Може. Да, и имам конкретно прашање сега и до господинот Сугаревски и до господинот Китанов во смисла на безбедноста на железничките премини, а во врска со железничката несреќа последна кај Маџари што беше. Жителите на тие 12 местни заедници кажа дека меѓу другото од 2005 го решаваат проблемот, никако да го решат. Имале средба со вас на која што сте ветили дека конкретни мерки за брзо ќе бидат. Што е со таа работа? И само ве молам ако може да ми објасните зошто во овој дел на картава е скроз бело, на Потегов, Гостивар, Велес, Крушево до Ресен доле, што значи тоа во други делови на Македонија по така со патишта. Фала. Ви благодарам за прашањето. Да најавам дека за железниците и за железничките правци ќе одржиме посебна пресконференција, но сега ќе ви ги дадам базичните параметри, а тогаш ќе ви ги кажам деталите, значи и ќе ви ги кажеме сите што сме одговорни за таа работа. Во железницата исто така има забрзани активности. Се сеќавате дека, мислам дека веќе сите историски ја памтиме пругата од Бугарија, дека 25 години ја градиме, а никако да ја изградиме. Сега веќе има конкретни активности. Таа е поделена на 3 делници. Првата делница е од Куманово до Белјаковце и таа требаше да биде завршена 2016 година. За жал, кога ние дојдовме на власт и ја преземавме одговорноста, таа беше со 23% реализација. Денеска нејзината реализација е над 55% и ќе биде завршена во рамките од 15 месеци. Втората делница, значи од Белјаковце до Крива Паланка, со проценета вредност од 147 милиона евра, е тендерирана, средства обезбедени, од ЕБРД кредит, скоро половина и 45% средства грант од West Balkan Investment Fund и таа е во рамките, во фаза на евалуација и ќе биде избран изведувач во најскоро време и ќе отпочне со имплементација. Третата фаза, која што е воедно и најтешка, бидејќи се наоѓа во планински регион, тоа е од Крива Паланка до границата со Република Бугарија, е со процената вредност од околу 400 милиона евра, таму исто така се обезбедени средства од ДИПА, грант 60 милиона евра и остатокот се преговара за финансирање на таа делница и мислам дека до крајот на годината и таа ќе биде тендерирана.
Тоа јасно кажува дека владата посветено ќе работи и во тој дел и тука веќе кажавме значи исто така големи инвестиции. Паралелно на тоа знаете дека Битола Кременица исто беше проблем со сериозни потешкотии и тој проект е завршен, значи направен е overtaking certificate, значи завршени работи и исто така се рехабилитира коридор 10, значи север-југ коридорот и тука има одредени активности кои што ќе се довршуваат. Но главните инвестиции во железничката инфраструктура ќе бидат на потекот према Бугарија. Она што сакам да искористам приликата да кажам за сите е дека со ваквата градежна активност пред се на патната инфраструктура во Македонија, јас очекувам да нема слободна градежна машина откако временските услови на пролет тоа ќе го дозволат. И мислам дека тоа ќе направи сериозен импакт врз целата економија, бидејќи, како што напоменав, градежништвото е важно за инфраструктура, важно е за поврзување и пренос и на луѓето и на робата, меѓутоа е уште поважна, бидејќи прави импакт врз целата економија и врз сите други економски гранки. Благодарам. Повели. Значи, што прашавте за белото, зашто е бело, на оваа карта не се опфатени програмата што се реализира преку Македонија пат од 93 километри и тука баш е опфатена општина Чашка, Крушево, тој дел целиот, значи има и за таму предвидено доволно, ќе приметите да не ви ги читаме сега, обратете се до ЈПД, па ќе ви дадам цела листа сите тие патишта што ќе се работат во делот на средствата претходно што прашавте за изградбата на овие патишта, дали е само приказка, значи одговорно ви тврдам, не постои фактура доставена до ЈПД па што чека повеќе од 3 дена за плаќање. Средства има, час поскоро нека сработат, сите ќе се ги добијат своите пари. Значи, вице-премиерот најави дека ќе имаме посебна пресконференција за железницата. Меѓутоа, бидејќи се поставуваат тука прашања и во делот на мостовите, и во патната, и во железничката инфраструктура, јас сум согласен да точно имавме средба, на која што средба ние разговаравме со луѓето и им ветивме дека нивните проблеми кои што се поврзани во делот на безбедност ќе бидат решени. Јас сум свесен дека во година и пол сите мостови се во Република Македонија не може наеднаш да се направи. Меѓутоа и во ЈПДП за нареднава година има над 10 мостови кои што ќе бидат санирани. Паралелно беа дел мостови и реконструирани и направени и во делот на железницата и овој проблем. Јас не можам со точен датум да кажам во кога ќе биде крајно тој дел реконструиран и завршен, меѓутоа можам да гарантирам согласно она што и НАТО до ланската година ги реконструираше мостовите, дека и владата на Република Македонија ќе го реши овој проблем, па ќе кажам, не ќе да лицитирам со термин, меѓутоа тој проблем на луѓето е ветен и ќе биде решен. Канал 5, Аријан Алсад, Желјко Шајн. Одиме по овој ред, ќе видиме со времето како сме, кој ќе завршиме. До премиерот Заев. Пред почетокот на оваа пресконференција од владата информираа дека законот за јазици е испратен до Венецијанската комисија. Кога очекувате одговор и дали доколку има препораки или пак некакви укажувања од комисијата, постои волја истите да бидат имплементирани во законот? Како што од почетокот, пред повеќе од една година, кога беше отворена дебатата за донесувањето на законот за употреба на јазиците, ги прифативме сугестиите за да ги отклониме било какви резерви на било кој граѓанин, дека после укажувањето на Венецијанска комисија, значи со изгласувањето, објавувањето, испраќањето во Венецијанска комисија, секое укажување ќе биде вградено и на тој начин ќе ги отстраниме конечните резерви кај било кој граѓанин. Уште еднаш напоменувам, ова е дадено право кое што досега беше забрането право. Да не му се плашиме заради тоа што се работи за јазици и употребата на јазиците. Полесно ќе се разбереме. Меѓу другото, според мене досега беше блокиран процесот за да не дознаат граѓаните дека не е крај на светот. Односно е уставно право на дел од нашите граѓани, од помалку бројните заедници, и сето тоа ќе видат дека апсолутно ниту повредува одредено друго право, ниту па представува не знам какви или не проблеми кои што знаат да пишуваат на секаде низ Македонија или да коментираат. Денеска го испраќаме и законот и алтернативните две одредби кои што уште тогаш тоа го ветивме. Венецијанската комисија очекувам во регуларниот период кога носи одлука да ги даде своите сугестии. Чим ќе ги даде, ние јавно ќе ги објавиме и секако дека ќе постапиме по самите сугестии.
Стоите, премиере, стоите. Осудените во случајот Сопот не барат ни патна инфраструктура, ни регионална, ни локална, но барат на доместок на штета, тоа што им гарантира закон. Народниот државниот правобранител бара спогодба меѓу влада и ексосудените. До кај е таа барање и дали ќе имаме спогодба меѓу влада и ексосудените во случајот Сопот? Се работи за наши граѓани, правата кои што по закон им следуваат, секој граѓанин мора подеднако да ги ползува. Тоа е и дел од едно општество за сите, тоа е дел од врската од меѓународни конвенции, нашиот устав, нашите закони и слично. Верувам стручните луѓе, не знам дали тоа преговара правда или слично. Ако е по закон така, за државата е поцелисходно да се спогодува, заради тоа што судски извршителски трошоци само дополнително одложување, односно зголемување на самите импликации врз буџетот, но и секако и трошење непотребно време. Така да во многу постапки сме постигнале спогодби до сега, се со цел да скратиме време и да скратиме трошоци, верувам дека се изнајдат решенија, така да нашиот став е јасен, законот мора да се почитува, пресуди се донесени, правата кои што граѓаните ги имаат согласно устав и закон мора да бидат спроведени. Рековме, владата, државата постои заради граѓаните и ние треба да ги исполниме сите наши обврски и очекувања кои што граѓаните ги имаат, а се секако согласно закон. Колегата Желко, дописник на Српска политика, повелете. За премиерот. Ви рековте дека ова година е економска година. Имате задача за реформи. Во јуни очекувате да добиете датум за Европска заедница. Доколку се распушти парламентот, барени парламентни избори, а Европска заедница сака да вас поддржи во барени парламентни избори, дали ќе се оствари све ово со новите избори? И второ прашање, дали имате консенсуални кандидат? Му кажете тоа на господинот Мицковски, што бара избори. Дебатата е отворена, јас сум демократа човек. Мојот став го знаете континуирано од почетокот на мојот мандат. Македонија трпеше прекинување на мандати. И сите тие месеци на одржување на избори, дават мандат, не дават мандат, мнозинство формирано, не формирано, преговори, министри, губи државата. Од тој аспект ставовите уште еднаш ги потенцирам. Ако гледаме исклучително партиски, избори на социјалдемократскиот сојуз и на коалицијата одговарат. Заради тоа што сите анкети тоа го покажуваат, заради тоа што крупните прашања се решени, ќе имаме еден цел мандат од 4 години, но државата од 3 до 6 месеци ќе изгуби. Се зависи како ќе бидат и на крајот самите резултати околу конституирање на владата, кадровските калкулации, па и добивање на мандатот и гласањето во самиот парламент, но не е основано и размислувањето за самите избори. За мене е важно државата Република Македонија. Оваа влада донесе храбри одлуки, поддржани од парламентот. Одлуките не беа воопшто лесно. Ако биле лесно, некој друг ги донесол претходно. Мислам дека треба нашите граѓани да ги соберат плодовите од тешките одлуки кои што Македонија ги донесе. Одлуките беа тешки, но секако отвараат одлична перспектива. Затоа сме денеска, еве вака со озарени лица, со овие табли, да се знае насекаде во Македонија, да ги видат своите локални и регионални патишта. За неколку денови се надевам, дури не месеци, ако се постигне договорот со Светска банка, стартуваме и конечно со проектот Македонија без кал, со локалните патишта. И овие регионални патишта, железниците што се градат, гасификацијата и сето тоа е во најголем дел надвор од капиталните инвестиции во буџетот. ЈПДП е надвор, јавното претпријатие за државни патишта, не е од 400 милиони евра капитални инвестиции во буџетот. Тоа е со сопствен буџет. Дел од гасификацијата е надвор, освен она што го додаваме од државата за експропријација за одредени работи. Дел од железницата има ги трансферите преку транспорт и врски, па се пренесуваат на македонски железници. А тука се најголемите капитални инвестиции. Останатите од тие 300 до 400 милиони евра капитални инвестиции се училишта, детски градинки, водоводи и канализации, таков вид на капитални проекти кои што исто така се многу важни. 4,2 милиарди за 12 години. Мислам дека само капиталните инвестиции на буџет, без јавно претпријатие, без другите претпријатија, се 4 милиарди и 800. Дај Боже да ги реализираме ние 100%, со 90% реализација. Дополнително сето тоа што е напишано, милиарда и 400 милиони блиску за регионални патишта. Овде ќе дополниме локалните патишта. Железниците во Македонија, само коридорот 8 е без малку 700 милиони евра.
Да не зборуваме за гасификацијата во државата и слично, еве и капиталните инвестиции. Реална бројка е, само треба акција, оператива, храбри одлуки, носење, квалитетна изведба, заради тоа што сепак се пари на граѓаните, дали се од кредити или од сопствени буџетски средства, тоа на крајот се пари на граѓаните. Верувам дека тоа ќе го заживее и како економскиот раст и развој. Една од најсилните причини зошто треба да се даде шанса на економијата во Македонија. Интересот на странските компании го коментирам многу често. Компании за 2 до 3 5 дена се јавуваа веднаш после нашата одлука во парламентот со донесени одлуки за своји инвестиции. Верувам дека ќе расте огромниот број, затоа што многу компании очекуваат да се конечно заврши целата процедура околу договорот од Преспа. Македонија треба да даде шанса на тоа. Но истовремено алтернативата е кога веќе се спроведуваат претседателски избори, па зошто да не се оди на вонредни парламентарни избори. Сите тие дебати и анализи се отворени во коалицијата и кај мене во мојот политички субјект кој што го водам, Социјалдемократскиот сојуз. На крајот, јас само можам и вам и на граѓаните да им ветам честна и одговорна одлука. Заради тоа што јас ги водам состаноците како прв во Социјалдемократскиот сојуз, одговорноста мора да имаме пред се за државата. Има таму више едно прашање. Добро, ајде. Нина, имаме прашања пред тебе, ти постави, ќе те замолам да ги спочитуваме колегите. Колегата од Алфа, Фуркан, Марија, па Нина, ајде. Консензуалниот претседателски кандидат, уште еднаш напоменувам, не треба да биде меѓу Зоран Заев и Али Ахмети, или не знам, Африм Гаши и Али Ахмети, или било кој Енес Ибраимовски, или не знам, Самка Ибраимовски, треба да биде на граѓаните. Има такви луѓе во Македонија. Ако бидеме пред се одговорни за државата, во внимателни постапки и процедури, кои што политичките субјекти ги имат заради давање на подршка на кандидат за претседател, анкетите и истражувањата, слушањето на внимателно на граѓаните, ќе го најдем. Верувам дека тоа е возможно и сите дури во Македонија да застанеме, така не е реалноста во државата, но е возможно, посебно со очекувањето за претседател кој што ќе им биде претседател на сите граѓани и навистина ќе ги нема тие слабости кои што досегашниот претседател на Република Македонија ги покажа во делот на мултикултурализмот, мултиетничкото општество и нашите одговорни политики во делот на интеграциите на Македонија во Европската унија и НАТО. Има процедури, мислам, ќе се одржат конгреси, треба да се направат анализи, постапките се започнати. А ако бидат изборите во април, а ќе бидат во април, сигурно првиот круг, може и вториот, може вториот ќе биде во месец мај, тие се роковите ќе ги определат и председателот на собранието и државната изборна комисија, не знам како точно по закон, тие се институциите кои што ќе одлучат. Согласно тоа ние во постапките наназад враќајќи го времето, ги знаеме постапките како да донесеме најмудри одлуки. Од нашите мудри одлуки така ќе очекуваме и поддршка од граѓаните. Јас верувам дека тоа ќе се случи. Дебатата е веќе отворена, знаете дека има на секаде, пуштени се, да бидеме паметни, навистина без суети и предрасуди, да избереме кандидат за кој што граѓаните ќе кажат ова е надежно, ова е добро. Може да застанеме зад него. Јас да. Јас сум надвор од конкуренција. Премиера? Може? Чекај. Остај се, остај. Значи, дали е точно дека сте нарачале вие мерење на рейтингот на некои функционери на СДСМ, како можни председателски кандидати? Мислам дека нема партија од поголемите што не прави анализи и рейтинзи во моментот. Зошто? Заради тоа што секој сака да победи, секој сака да застане зад вистински кандидат, секој сака да на граѓаните им понуди најдоброто што постои. Да, и ние правиме истражувања во овој момент по разни основи, за да можеме секако да донесеме најпаметни одлуки. Зошто во вербалната нота до Грција, Македонија потврди дека со Преспанскиот договор терминот македонец важи само за државјанство, а не за национална и етничка припадност, како што беше потврдено од грчкото МНР, од каде велат дека не ја признаваат македонската нација, а и од премиерот Алексис Ципрас кој вели дека македонец значи само државјанство, а не и етничка припадност. Ево вака, значи прво членот 7 од договорот јасно определува. Страните прифаќаат дека нивното, односно разбирањето на термините Македонија и македонски се однесува на различни историски контекст и културно наследство и опишува во однос на првата страна, тоа е грчката страна, и во однос на втората страна, тоа е нашата страна, кои што ја ги определуваат термините и означуваат нејзината територија, јазик, народ и нивните одлуки со нивната сопствена историја, култура и наследство кои се особено различни од оние кои се наведени во членот 7 ставот 2. Значи од Грција јасна дистинкција прави. Тоа е убавината и модалитетот кој што самиот договор го дава на еден пријателски начин. Исто така,
втората страна изјавува дека нејзиниот официјален јазик, македонскиот јазик, спаѓа во групата на јужнословенски јазици. Двете страни изјавуваат дека официјалниот јазик и останатите одлики на втората страна не се поврзани со етничката елинска цивилизација, историја, култура и наследство северниот регион на првата страна. Ниту една одредба од оваа спогодба нема за цел на кој било начин да ја подкопи, измени или да влијае на употребата од страната на граѓаните на двете страни. Во ваков еден контекст да се радуваме дека Грција овие денови ќе донесе одлука. Договорот регулира државјанство. Нашата етничка припадност како македонци е право на самоопределување. Тоа право на самоопределување од Грција е признаено и никој пат повеќе нема да биде оспорено. И во меѓународните конвенции чувството на припадност е регулирано право. Проблемот кај нас беше што правото на самоопределување досега беше оспорено, закочено или слично. Повеќе Македонија нема вакви проблеми. Јазикот е нашиот идентитет, културното наследство, историското наследство е нашиот идентитет. Уште еднаш во нашиот устав, во членот 49, став 1, е потврдено Републиката ги штити, гарантира и негова особеностите, историското и културното наследство на македонскиот народ. Амандмани прифатени од Грција. И апсолутно во духот на договорот ги тераме сите постапки. Јас му посакувам среќа на грчкиот парламент да ја донесе одлуката и да продолжиме да градиме пријателство како што очекуваат граѓаните од нас. Фуркан, па Саше. Едно прашање за директорот. Има околу 90 вработени во патарините кои што се со договор на дело. Продолжен им е договорот и за оваа година, нели се реконструират и патарините, стануваат електронски. Што ќе биде со нив после оваа година, дали ќе има место за нив или ќе треба да барат ново работно место? И имам уште за премиерот, потврдивте дека веќе сте нарачали анкети за некои од вашите членови на партијата за кандидат за председател. Се спомна и имиња во независен вестник, ако не се лажам, тоа е господината Шекеринска, господинот Спасовски, господинот Пендаровски и мислам дека беше Никола Димитров. Дали тоа значи дека вие ќе го предложите консенсуалниот кандидат и доколку не се прифати, дали постои опција да отидете сами на избори, не во коалиција? И уште едно, сами се пожаливте дека не се задоволни од работата на некои од вашите министри, дали доколку не се одлучите за избори, ќе има реконструкција на владата или ќе одите со овој кабинет до крај? Да ви одговорам накратко, значи некој порано не планирал, кога го правил тендерот за употреба на електронските патарини, дека преку ноќ нема да има ни еден вработен и се ќе биде електронски. Значи, тоа нешто не е возможно, но таа процедура не може да биде за 6 месеца, значи во другите држави година, две, трае додека се ослободува рампа по рампа, за да може да се користат електронските патарини, но не е тоа некој црно сценарио дека ќе напуштат работа или не знам што. Во меѓувреме па треба ќе се отворат пунктови за продавање на картички, така да нема опасност од напуштање на работници. Те другите да ги одговориш? Потичките. Мислам дека повеќе од 10 имиња се истражуваат. Некои има македонци, албанци, турци, срби, повеќе имиња истражуваме, за да видиме како тоа размислуваат граѓаните, правиме крос-табулации со можни кандидати од противничката страна и слично, за да видиме како тоа ќе изгледа. Веројатно тоа е чекор по чекор за да се обидеме со силата на аргументите, со ставот на граѓаните, да се обидеме и прво во коалицијата, пред се и пошироко во консултации со граѓански организации и други организации, да можеме да најдеме стварно личност која што од сите оние понуди, за секој што се нафаќа од прилика, да го изнајдеме најприфатливото решение. Најприфатливото решение, впрочем, би значило максимално консензуално прифатливо решение. Консензуален во Македонија значи сите да застанеме за него. Тоа е невозможно, веројатно опозиција и власт ќе се поделуваме, но во секој случај јас ќе се обидам да разговарам дури и со одредени опозициони партии, секако доколку имаме сериозни одлуки за кои што би прво дома, во мојата партија, па во коалицијата, би прифатиле вакви имиња, за да може да прошириме и опфатот на сите. Верувам дека, ако се оди само на председателски избори, треба тоа да го направиме малку по комфорно за граѓаните, да не ги закочиме процесите кои што се терат во државата или слично, затоа што председателските избори се многу важни, изборот на председател на државата е исто така многу важна постапка, но пред тоа да дадеме шанса за развојот и растот на Република Македонија.
И второто прашање беше? Неам донесено некоја одлука, неам размислувано се уште, нели рековме за ова ќе размислуваме кога ќе заврши процесот околу Преспанскиот договор, ова недела дај Боже да заврши, ќе одлучи грчкиот парламент, кога тоа конечно ќе се случи, но секако и тоа е поврзано и со сите други одлуки кои што во моментот се носат. Ако имам било каква одлука, јас веднаш ќе ја соопштам. Последното прашање Саша Повеж. Прашање до премиерот и до вице-премиерот. Дали ве загрижува атмосферата во Македонија која што е многу антибизнис настроена? Па така, општина Квадраци ја одби идејата за железара од 50 милиона евра, Карпош ги ревидира дуповите, центар мораториум, Источна Македонија против рудници, буквално се добива чувство дека сакаме сите работа, сакаме пари, сакаме високи плати, ама не сакаме фабрики, не сакаме рудници, не сакаме градежништво. Дали во известна мера самите вие сте виновни бидејќи настапувавте популистички во изборите и водевте кампања баш против градежништвото и против рудниците, сега вие треба да го убедувате народот дека ни треба и тоа. Јас мислам дека постои решение и на одржување на ставовите за кои што сме се залагали, остануваме конзистентни од времето на опозициите до сега, а при тоа градежните процеси да не застанат до државата. Не е доволно државата да гради. Треба приватниот сектор да биде двигател на развојот. Така да дебатата, вредна од 5 сата, што лично јас, градоначалникот на Кавадарци, потпредседателот на владата Ангјушев, советниците од таму од сите политички партии, дадоа на крајот резултат. Откривме дека постои други алтернативни локации и ќе се гради на друга локација. Затоа што оваа локација со сите своји параметри има индиции на цинкара, не е само ладно валење на лимови или слично, да не навлегувам во деталите, проблемот е решен. Се бара веќе друга локација, која што е надвор од генерални планови на било кој град во Македонија, за да може да бидат запазени сите стандарди. И верувам дека ќе продолжиме во еден ваков процес. Мојот став и према центар, и према градот, и према Карпош, и према Кисела вода и сите општини. Да, Скопје мора да се гради, но со услов. Ова мегаломанство видовме како влијае. Нема поважно здравјето на луѓето, но нема здравјето доаѓа и со побогати луѓе. Значи мора да има раст и развој, мора да се гради. Се надевам најповеќе фабрики, па после да се градат и деловни простори, и колективни згради, и куки, и се што треба да се гради во Македонија. Така да, мојот апел е, градоначалниците и советниците, па и транспорт и врски имат алатки. Овие висините мегаломански да се намалат. Котите да бидат, да го намалат усиленото и изнасилено градење кој што го знаевме од порано во Скопје. Да се развива Скопје рамноправно. Да нема цело време концентрирање таму кај што е најпримамливо од центарот. Модерниот свет живее во периферии. Има начини како и тоа да се развива. Ги охрабрувам да носат детални планови, да завршат со мораториуми, затоа што доаѓа пролет и да им бидат добар сервис на имателите на парцелите. Дали се тоа приватни индивидуални лица или се приватни фирми, треба да им се даде да градат, а при тоа да биде нормирано и регулирано со деталните планови, со одобренијата за градба, кои што се под пенкалото на градоначалникот, на министерот за транспорт и врски или под одлуките на Советот. При тоа ги поддржувам секако во зимски период, треба да застанат градежни активности. Дополнително го загадуваат воздухот. И затоа ваквите мерки секако се координирани и консолидирани. Овој период никој не ги прашува и работниците како е на минус 12 да се граде. И тој солидарен аспект мора да го имаме и здравствениот солидарен аспект од делот на загадувањето на воздухот. Но пролета се отвара пред нас и јас очекувам раст, развој, очекувам економија, очекувам придобивки и бенефит директно за граѓаните. Друго нешто? Уште едно прашање, сепак Љупка, последно ве молам фокусирано, влада седница треба да почне. Сте изјавиле дека ги враќате промоторите, иако велите дека не се промотори, туку дека ќе отварате канцеларии кои што нема да носат странски инвеститори, но ќе ги промовираат предностите за вложување во Македонија. Нели е тоа едно ти исто? А претходно велевте дека нема ефект од промоторите и зошто овие лица ќе идат преку дирекцијата за технолошки индустријски развојни зони? Да, точно е, меѓутоа не изјавив дека тие нема да промовираат, значи нема да трактираат или ја презентираат нашата програма пред странски инвеститори, напротив, тоа ќе го прават. Сакам да направам јасна дистинкција помеѓу двата модела. Претходниот модел бил каде што се праќа промотор странски, македонски промотор во странска држава и тој прави паралелизам на
амбасадорот таму. Значи, тие се сместени во амбасадите и паралелно работат со амбасадите и тука имало двојство на улогите и тоа не даде баш најсоодветен резултат, односно на многу места предизвикало конфликтни ситуации. Но од друга страна, нашата држава е мала и ние не може да очекуваме дека сите нас ќе не бараат во светот, напротив, треба ние да испаднеме и тоа да го презентираме пред светот. Но сега веќе имаме што да презентираме, имаме еден закон за поддршка на инвестициите во индустријата и имаме програма која што треба да ја презентираме. Управо тоа и ќе го направиме преку 3 концентрирани центри. Едниот центар да биде во Америка, веројатно на источниот брег, едниот центар во Германија, веројатно во западниот дел на Германија, каде што ќе може да се покријат и сите соседни земји, значи во центарот на Европа, и едниот центар, значи во Блискиот исток, каде што ќе можеме да ги информираме тамошните земји. Значи тоа ќе бидат единици концентрирани кои што ќе имаат двојна задача. Една задача е да светот го информираат за нашите програми, да разговараат со странски инвеститори, да ги донесат во Македонија, а другата задача ќе биде да презентираат македонски производи, значи тоа што ние како држава го произведуваме. Практично, ова е сосема различен и она што морам да го подвлечам, многу поевтин модел, отколку да испратите во 40 земји, 40 промотори кои што работат дивергентно. Ова ќе биде ефтин модел, кој што имате во буџетот ставка нема да кошта премногу, а од друга страна концентрирано очекуваме да донесе резултат. Благодарам. Останува идејата за економски аташе? Не. Не, значи она што го согледавме во меѓувреме е дека доколку се економски аташеа, согласно законот во Министерство за надворешни работи, треба да се од редовите на Министерството за надворешни работи, односно да бидат најмалце 2 години таму вработени, а за жал таков кадар специфичен нема и затоа прибегнавме кон ова која што е пооптимална, поевтина, а верувам и со поголем резултат идеја. Ви благодариме за соработката, снимателите што сте за влада, почекајте во оваа просторија.